левиот брег на реката Треска, на излезот од кањонот, е подигнат манастирот Матка. Името го добил бидејќи бил централен, матичен за другите манастири и скитови што се наоѓале во овој дел од клисурата. Манастирот Матка е посветен на успението на Пресвета Богородица. Уште во рано христијанство, од 4 до 6 век, на Матка се градат ранохристијански базилики. И се предпоставува дека и самата црква е на место од старохристијанска базилика или во близина, но нема ископување направено за овие предпоставки да бидат потврдени. Постоењето на ранохристијанската базилика го сведочат камените остатоци од неа вградени во надворешните ѕидови на манастирската црква. Се предпоставува дека многу рано жителите на Долна Матка го примиле христијанството. По изградбата на базиликата тие веќе почнале да учествуваат во богослужбите во ранохристијанскиот храм. Веќе во 14. век врз тоа старо светилиште или во близина на него е подигнат и манастирот Матка, со црква посветена на успението на Пресвета Богородица. Точното време на подигање на црквата не е познато, но се предпоставува дека е изградена околу 1337 година од Бојко, син на непознатата властелинка Даница, а врз основа на еден надпис во црквата Свети Никола во Љуботен, каде што се вели дека во тој период Бојко бил господар на Матка. Во наосот на нашата црква, над западниот влез, се наоѓа сочуван надпис од 1497 година, во кој што се спомнува името на ктиторката Милица, незиниот починат сопруг Тошинко и синот Никола. Црквата е градена во византиски стил, зидана од камен и тула. Има форма на стеснат впишан крст со едно кубе, кој се потпира на 4-зидна квадратна основа. Куполата лежи врз осмоаголен тамбур, носен од масивни пиластири, во кои се сместени 4 прозорци и 4 слепи ниши. Централната апсида на црквата од надворешната страна е тристрана. Во 19. век биле изградени манастирските конаци, каде тогашните градители на најдобар можен начин ги покажале своите градителски квалитети. Во склопот на манастирскиот комплекс се наоѓаат Параклис, посветен на Свети Григорий Палама и Свети Наум Охридски, Параклис за палење свеќи и нова камбанарија, чија што архитектура ги содржат традиционалните карактеристики за градба и во никој случај не го нарушуваат оригиналниот лик на манастирот. Фрескоживописот е поставен во 4 сликарски зони. Светители во цел раст, маченици во медальони, композиции од Христовите страдања и големите празници. Фрескоживописот внатре во манастирот е од Охридската школа од крајот на 15. век. Овде за прв пат се забележани фрески
прилагодени во просторот типот на збиен впишан крст. Бидејќи во Охрид црквите биле големи и не било проблем да се прават и повеќе орнаменти. Кај нас секое мало ќоше е искористено за светител да се стави во него. Карактеристично за фреските во нашиот манастир е тоа што претежно се фрескописани сите зачетници на монашкиот живот, како и основоположниците на првите манастири на овие простори. Тоа е пак уште еден знак дека овде, уште во тоа време, кога се фрескописала црквата, веќе имало братство или сестринство во манастирот. Представите на Богородица, на кого е посветена црквата, и сцени од незиниот живот се присутни во сите делови од внатрешноста на црквата. Во манастирот се чува и иконата на Пресвета Богородица Троеручица. Меѓу останатите прикажани ликови во олтарниот простор на јужниот зид е насликан Свети Кирил Филозоф, а на спротивниот е прикажан неговиот ученик, Свети Климент Охридски, чиј лик ги поседува карактеристиките на Охридската ликовна школа. На северниот зид е Свети Зосима, како ја причестува Света Марија Египетска, единствената жена на која ја е посветена една недела од Великиот пост, а на предната страна од пиластерот се Свети Георги, Света Варвара, Света Петка и Деисис, каде Христос е представен како цар над царевите. Манастирот си има свој кодик, кој е сведок не само за дарителите, туку и за активниот живот на манастирот. Кодикот денес се наоѓа во Софиската Народна библиотека. Инаку, самиот ракопис во својот основен дел настанал во 60-тите или 80-тите години од 16-тиот век. Кодикот на манастирот Матка е мал ракопис, кој содржи 49 плюс 1 лист. На првиот лист даден е вовед кој е карактеристичен за повеќето кодици, во кој се вели дека црквата е подигната со труд и љубов. Се спомнуваат садовите за служење, златни и сребрени, икони со сребро и злато украсени, книги со и без оков. И се што е наведено во Христоволот на законикот на светите ктитори, документ кој на нас не ни е познат. Во еден дел е поменик, од каде наведените имиња се споменуваат за време на црковните служби, за здравје на живите и место на починатите во Царството Небесно. Тоа сведочи дека имало редовен литургиски живот во манастиров. Во самото спомнување на живите и починатите се одвива за време на литургијата. Исусе Христе, помилуј. Се причестува Божјото чело, здраве и спасение. Господ Бог да здрави и спасение. Се причестува Божјото чело за здрави, Господ Бог да благослови, здрави и спасение. Се причестува Божјото чело за здрави и спасение, Господ Бог нека благослови. Единствениот манастир на Матка кој континуирано има монашки живот со мали прекини од неколку години, главно во 20-тиот век, е манастирот Матка. Во манастирот своевремено престојувале и епископот Велички Гаврил Светогорец со татко му монах Кирил од 1972 до 1974. Во нивниот краток престој од 2 години пред да заминат во Лесновскиот манастир, отец Гаврил главно
се подвизувал во пештерите и горите на Матка, доаѓајќи во манастирот само за неделните богослужби. Додека татко му постојано престојувал и го одржувал манастирот. Неговиот татко се удостоил да ја види и како солзи чудотворната икона на Мајката Божја, која денес е поставена од левата страна во црквата, а тогаш била дел од иконостасот. Жител монах во манастирот бил и блажено починатиот архиепископ Охридски и Македонски господин Михаил, за кој се вели дека во спокој творел тука. Во негово време е возобновено монаштвото во Македонија. Во 1998 година манастирот повторно заживува. Се возобновува монаштвото во облик на женска обител. Типикот е по углед на светогорските, аскетско и сихастички, втемелен на Исусовата молитва. Господи Исусе Христе, помилуј ме. Кога на царот Константин му се јавил победоносниот крст окружен со звезди, и Артемий го видел тој крст, поверувал во Христа Господа и се крсти. Подоцна, во времето на царот Констанци, бил испратен во Елада, за да ги пренесе моштите на Свети Андреј. Плетеме и бројаници. Бројаницата е на многу важен дел од секојдневието на еден монах, бидејќи на неа се молиме со Исусовата молитва. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи. Во манастирот има активен литургиски живот. Секоја недела и празник се одржува божествена литургија на која доаѓаат верници од Скопје. На 28 август, на Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, манастирот е премал да ги прими стотиците верници и посетители кои за овој празник доаѓаат од целата наша земја. Тие луѓе представуваат една продолжена рака на сестринството во секој поглед. Ние како сестринство не ги доживуваме како дел од нас. Ние сме едно тело, еден организам. Значи, сестринството си функционира како што е, но бидејќи се работи за поголем манастир, малку сестри сме во прашање и ние секогаш имаме потреба од луѓе, од помош. За еден монах молитвата значи живот. Значи, во манастир доаѓаме за постојана заедница со Бога, значи постојан диалог со Бога, а тоа е молитвата. Матка е мала Светагора, создадена и чувана од Бога, во молитвено застапништво на Пресвета Богородица, каде духот и одишката на минатото хармонично не пречекува во сегашноста. Посетата на ова свето место може уште повеќе да го зајакне духот и верата на секој од нас и да не натера да станеме подобри и подоблесни.